Gospodine председателе, во Струга сте прв пат на Струшкиот турнир. Вашето присуство покажува дека ракометот е спорт број 1 во Македонија. Вашите први импресии од овој настан? И дали тоа значи дека почесто ќе ве гледаме на ракометни надпревари? Само морам да ве исправам, не сум по прв пат на овој турнир. Јас како мал со моето семејство, значи 70-тите години, веројатно еден од првите турнири, ако сега славиме 50 години, од првиот, имам доаѓано на одмор од во Струга и имам како дете гледано тогаш, на тогашниот турнир, екипи како се надпреваруваат, со тоа што колку се сеќам имаше само една трибина, од таа страна ова е веројатно поново изградено и после една огромна пауза од скоро половина век повторно доаѓам тука и драго ми е што се враќам и присуствувам на победа на наш македонски клуб. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи. Ми кажаа домаќините дека никогаш не е прекината за 50 години, ниту една година, никога имало ковид, никога имало па не знам, и конфликти сме имале во држава и помалку ресурси финансиски така натаму, што е одлична работа. Јас се надам дека понатаму ќе продолжи поддршката за овој турнир, бидејќи не сме да згасне, напротив треба да се шири. И оно што е интересно може ќе ви биде прашувам дали има Струга затворена сала, вели има, ама сите клубови следејќи ова полувековна традиција сакаат повеќе овде да играат, дури кога врне. Ве најавија како можен покровител на Струшкиот турнир веќе од можеби следната сезона. Дали ова доаѓање значи дека е еден чекор пред официализирање на тоа? Нема апликација за тоа, нема пријавување на шалтер. Тоа сега пред малку домаќините ми го најавија, меѓутоа тоа не е до мене, тоа е до нив, ќе ми биде чест ако бидам покровител. Меѓутоа не се прашувам јас за тоа, се прашуваат домаќините и да оставиме автономно да одлучуваат за таа работа. Многу ви благодарам.